окото на секој добронамерник до магистралата Росо-Мандреновска клицура Прилеп, наоѓајќи се на потрегот меѓу селата Возарци и Раец, не може а да не го забележи селото Дреново, разпослано на левата страна на подножјето на Лицец планина, со куќите наредени како монистра на Гердан и бисере прекрасното здание, многовековната црква Свети Димитрија, која од утро до вечер раскошно блескоти под жраците на тиквешкото сонце. Неколку пати сум го посетил ова тиквешко село и имам направено неколку патописни документарни репортажи. Поминаа речиси десетина години, кога така да речам го направив последниот документарен видеозапис за ова село, но ете така да речам Господ сакал на сам ден на Митровден повторно да дојдам во селото Дреново, но овој пат да направам нов документарен запис за црквата Свети Димитрија, која представува споменик со културни содржини кои отсликуваат милениумски континуитет, каде што се наоѓа најстариот пишан во црквените зидини документ во кој се споменува името на легендарниот македонски владетел кралот Марко, сместена во северозападниот дел на селото Дреново, со надеж, а посебно меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе изнајдат време кои за голем број прашања изнесени или делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Господине Илов, еве овде ке се наоѓаме во твоево родно место во селото Дреново. Да. Ајде вака да ни кажеш за селово колку куќи има, колку жители има и кои му се соседни села на селово Дреново. Во село Дреново има околу 250 куќи и околу 750 жители. Околни села се Возарци, Раец, Фариш, Чесендре, Драѓна, Грбавец и Брушани. Со што луѓето одека од помтивека па до ден денешен се занимаваат? Па најрочно се занимаваат со земјоделие, градинарство и лозарство. Оба одека земјава што се раѓа таа? Најповеќе во моментот е лозарство и градинарство. Има ли во селово кој се речи го училиште? Има основно училиште до 8 оделение и интернат за селата од Раец, Фариш и Радобил. Колку мала има селово? 4 мала има. Горно мало, Джин мало, Долно мало и Кожув мало. Дали знаеш што ти кажувале па старите, како го добило името селово? Селото Дреново го добило името по многу што имало порано дрвија дрен, што можеле да прават и орала дури за да орат со дзевгар. Затоа се вика Дреново, има многу дренки. И затоа се вика Дреново. Од каде се одека во ова село има други луѓе доселено? Од Грбавец, Галиште, Драѓне, Праведник, Клиново, Комуничево. Јас сум роден во село Драѓне, а 64 година, на 65 година сме тука доселени. Мајка ми е Стародреновка, а татко ми е од Драѓне. Кој му е летна слава на село Дреново? На село Дреново летна слава е Голема Богородица 28 август. Успение на Пресвета Богородица. Ајде вака малце да се сетиш како беше животот на селово пред едно 30 на години. Па за Велиден, за Ѓурѓен, за Спасовден, да речеме. Јас си чекам селска слава, куќна слава Спасовден. Таму во Драѓне ни беше селска слава и си ја земав славата како куќна. А тука порано се повеќе луѓе се собираат на црквата на Великден, Дувден, Богородица и Божик. Овдека за селово Дреново многумина вела дека го бие една мана. Вика дека е село со најмногу број на беќари, ергени беќари. Имаше беќари, јас сум женив од Албанија, има 6-7 сега албанки тука и почнаа и се мај да се женат, сега нема толку ергени. Има уште, ама може и тие се женат, на кој како му е пишано така. Колку членови број твоето семејство? 3, јас, мојата жена и черката. Са вака да ми кажеш,
Како ја жере домаќинката, како се бенисавте со стројници, отиде до Со Албанија? стројник отидов, на прв пат ти си ја зедов. Преку телефонски комуникации, таа ми е сваќа, што ми е Што ти беше стројникот? што беше стројникот ми е Бартучет, а на неговата невеста му е сваќа на мојата невеста и отидоме на 3 јуни 2005 година и на прва си ја земав. И таму направивте свадба? Да. И оде свадба направивте? И тука свадба направивме, да. Од кај ти бе овој дојде ни сватојте? Од цела циквешија? Ами комшии, братучеди и така натаму. Така. Вака едно да ми кажеш, убаво ли човек да има семејство, убаво ли е човек да се ожени, макар така и во подминати години, ете ти кажам. Јас на 41 година се оженив, па не сум кајал. Не сум кајал, туку не сум нечесен. Не сум писман што се оженив од Албанија. А семејството е едно члено или двочлено, зависи на кој како му е речено. Рече дека си ти по потек од селото Драња. Да. Си бил ли таму? Па одам секоја година. Стои ли куќата од татко нешто се роди? Не стои таа урната, црквата стои, Свети Спас се вика таму и затоа Спасовден го чекаме слава. Така, ова да те прашам друго. Има ли жители во селото Драња? Нема жители таму. Населено е. Има и струја поставија, има лојзиња насадено си ода таму преку летниот период. Вака, ова да те прашам, кој ќе изгледиш орега на срцево пред кооперација? Да. Што си му обетите вака да речеме? Ми си прави муабет, кој кај бил денеска, што правил, кај работел, тие што не женети му викам, ајде да се ожените, да даде Господ, ја викам, че ја чукам камбанта, да се ожените. Кој колку години има, толку пат ќе чукам. Колку до сега вака млади деца има дека во село? Па има 2-30 млади. Туку, Повеќе. вака едно да ми кажеш. Има младински дом. Имате одека еден културен дом, кога поминав, на се личи, ама на дом не личи. Што личи? Куќата, дома на културата што е граден пред 50 години, е паднат. Па тоа порно имаше задруга, задругата го одржаваше, сега пропадна. Так. А младински домот постоje. Имаме местна канцеларија, пошта, 4 продавници, медицински центар, еднаш иде го неделата лекар. Так. Сега треба повеќе пади. До Прилеп, да речеме, или до Росоман, до Велес, до Кавадарци, со што одите? Со такси. Колку пари ви зема таксито? До Кавадарци е 50 нара со комбе. Так. Со такси. Ми рекоа дека си бил клисар овдека во црквата Димитрија. Да, сум клисар, еве 3 години. Јас тука секоја недела отварам и празник и делник, кој има смртен случај и така натаму. Што те наведе вака да бидеш клисар, што се викало? Па не се нафаќаа други и тука имаше избор во црквата, црквинскиот одбор и мене ми избраа за клисар. Отприлика вака ова црква колку е стара, кога е изградена? Па по преданијата кажува дека има над 800 години, во Римската империја изградена. Таткото го правил Полошкиот манастир, а синот правил црквата. Биле 20 од Плетвар, мајсторите. Таткото отишол таму на Полошкото да прави Полошкиот манастир, а синот останал тука во Дреново да прави црквата. И кога дошол татко му рекол на синот, што направи ти синко, јас направив црква и Свети Илија да ударе, нема да турне. И црквата е ударена од гром. А синот му рекол, ти татко што направи? Ја направив рече една полошка црква и затоа се вика Полошки манастир. Почитувани мои, каде и да прошетате низ заторот на селото Дреново, секоја педа земја, било кој камен или сува грудка земја да стиснете во својата рака, ќе најдете историја и само историја, која овде постои од праисторијата, од древна Македонија, римскиот период, византискиот, средновековието, отоманското време, па се до денешно време, а за тоа говорат остатоците на голем број на градби од градската античка населба која екзистирала во околината на Дреново, позната како Едвиарист или Евристон, каде што покрај неја поминувала една од познајчајните сообраќајници
која го поврзувала истокот со западот, поточно кажано од градот Черника, низ Стоби, потоа покрај Евдистон, кај Дреново, Керамија, Стибера и Хераклеја во Македонија, која се поврзувала со Јадранската магистрала, позната како Вија Игнација, како и голем број на бедеми утврдувања кои упатуваат на милениумски културен континуитет на селото Дреново, чија негова местоположба крие уште многу тајни кои во иднина треба да се истражат и расветлуваат, особено импресивните ранохристијански споменици и мермерните капители кои представуваат значајно културно и музејско богатство, како што е црквата Свети Димитрија. Јас во оваа прилика сакам да кажам дека овие манастири, овие светилишта всушност едно културно и историско наследство од непроценлива вредност за Република Македонија, односно културно, историски и духовни вредности за ова наше македонско поднебје. И всушност тие се едни валидни и достојни споменици на нашата средновековна архитектура и на нашето средновековно сликарство. Фреско сликарството во овие свети храмови представува импозантен споменик за нашата средновековна култура. Значи, сакам да кажам дека во овој крај, овде, иако ова е мал, но духовно богат простор, има многу вакви храмови кои што духовно го потхранувале овој македонски народ и на некој начин можам да кажам дека представувале сидро за овој македонски народ, кои со текот на историјата, низ многу векови и покрај многобројните премрежија и проблеми на кои што наидувал, обстанал на овие простори, го задржал својот идентитет, својата култура, своите обичаи, навики, традиција и така натаму. Меѓутоа, за ова морам да кажам што успеал овој наш македонски народ низ овие векови да опстане и да се одржи на овие простори. Заслужни се во секој случај и свештениците кои што служеле во овие свети храмови одека. Меѓутоа, не е побала заслугата ниту на градителите кои што ги изградиле овие свети храмови и чие што дело е трајно вградено, значи, во овие светилишта. И благодарение на тие, значи, знајни и незнајни градители се изградени многу вакви сакрални објекти и култот кон таквите објекти никогаш всушност и не престанал и не прекинал во овие простори. Постоењето на овие светилишта, на овие храмови, на овие простори сведочи за вековната желба и стремеж на македонскиот народ за зачувување на духот на христијанството. Доаѓањето во овие светилишта, во овие храмови, на некој начин значи и духовно збогатување на населението, односно би кажал дека тоа на некој начин е допирање на душата и доживување на загадочната убавина на духот со самото доаѓање во овие објекти. Се разбира дека репутацијата на овие храмови, на овие духовни светилишта не би била толку голема, доколку во овие не се наоѓаат фреските кои што на прв поглед ве освојуваат со својата убавина и со духовноста со која зрачат. Просторот околу црквата Свети Димитрија, кој се распостила на повеќе од 3 хектари, представува споменик со културни содржини кои отсликуваат милениумски континуитет, а за тоа говорат остатоците од керамички садови, питоси, архаични крстови и камени плочи од гробни конструкции и друг градежен материјал. Црквата Свети Димитрија во селото Дреново е мощна стара црква изградена врз темелите на ранохристијанска базилика која се наоѓала на ова место пред речиси 2 милениума, каде што за сето ова говорат многобројните архитектонски елементи вградени во денешнава црква, што значи дека ова место има многу долг период на култно место
долг континуитет на место со религиска градба. Нема точни податоци за тоа кога денешниот храм првично е изграден и живопишан, но се претпоставува дека црквата Свети Димитрија е изградена во времето на царот Душан. Во литературата се споменува податокот дека црквата е изградена во последната деценија на првата половина на 14. век, поточно речено во 1350 година, а живопишена е 6 години по изградбата во 1356 година од Зографот Димитрие. Градењето на црквата народот го поврзува со градењето на Полошкиот манастир во 1340 година, а за тоа говори преданието дека двете цркви ги правеле двајца браќа кои биле родом од селото Канино, кои меѓу себе се надпреварувале кој ќе направи поубава црква. Кога црквата во Полошкиот манастир била завршена, градителот признал дека е убава, но не толку убава како што е црквата во Дреново. Се претпоставува дека надворешниот архитектонски изглед на Дреновскава црква Свети Димитрија првично представувал комбинација од куполна трикорабна базилика и крстообразна црква со стеснет тип, со купола над наосот и нартексот и со засведени два странични кораби. Јужниот, северниот, источниот зид, приземјето и 5 засводи на западниот зид и зидани се од мощно и прецизно геометриски делкан и кршен камен и теракотна опека, поврзани со варов малтер, додека пак лезната врата, спратната галерија, 5 засводи зидани во западниот зид, главната купола, како и 5 засводени прозорци на западниот зид се изидани од теракотна опека. Кровната конструкција била изработена од кедерово дрво, покриена со мощно прецизно обработени доломитни плочи. Целиот градежен материјал со која е градена Дреновската црква бил донесен од остатоците на раскошните градби во градот Стоби. Исто така се претпоставува дека внатрешниот архитектонски изглед на црквата Свети Димитрија првично представувал комбинација од засводени камени џидови, носачи и рејефно мермерни столбови кои ја држат куполата над наосот и нартексот на трикоробната базилика, крстообразната црква и засведените два странични кораби. Археолозите и историчарите се со претпоставка дека првишниот престол, олтарниот простор, иконостасот, пространиот атриум, ексонартексот, нартексот, крстилницата која се наоѓала лево од олтарот, царскиот престол, галеријата, подот биле изградени од остатоците од северната, цивилната и централната базилика и синагога, како и црковната камбанарија од градот Стоби. На тоа упатуваат мермерните столбови во внатрешниот дел на црквата, на кои се поставени и добро оформени и украсени ранохристијански капители. Неколку од нив се со слична форма и украсување, а еден од нив се одликува со посебна форма и раскошно украсување со рајски представи, со птици фазани и растителни форми. Од сето ова претходно напоменато може да се каже дека спомениците од мермер кои се вградени во црквата се посебно културно богатство и документ за постоење на ова место на првичната ранохристијанска црква која била со раскошна архитектура. Всушност, на сето ова укажува и големиот број споменици преку кои може да се следи милениумски културен континуитет
во овој простор, воедно дел од спомениците се остатоци од градбите од градската населба која екзистирала во близина на Дреново, позната како Едварист или Евристон. Исто така, археолозите и историчарите се на мнение дека целиот археолошки материјал кој се наоѓа околу Дреновската црква, која зафаќа простор од околу 3 хектари, е дел од остатоците на градот Стоби. Единствен јасен показател за времето на настанувањето и вообновата и фреско живопишувањето на црквата е сочуваните две фрески, фреската на Свети Димитрија, која се наоѓа над влезната врата од западниот зид, каде што Свети Димитрија е насликан во црвена воена одора, качен на коњ, која фреска е датирана од 1928 година и е подарок од тројца жители од селото Зборско во егејскиот дел на Македонија, Младен Трајко, Петре Ристов и уште еден чие име не може да се прочита, и фреската на Свети Архангел Михаил над влезот на јужниот зид, кој е допојасно насликан, облечен во темно кафен симатион, кој во десната рака држи меч, а во левата дланка боздоган, подарок од Ризо Трајко од селото Канино, Кавадаречко, која датира од 1932 година. Надписот има поголем број оштетувања, некои од знаците се сосема избришени и не е лесно целосно да се прочита, но со соодветно познавање и повеќе труд може да се расчита целиот текст, што би било особено корисно. Самиот надпис е значаен документ, затоа што говори за конкретни историски личности и конкретно историско време. На сводестата површина на нишата со Архангел Михаил има траги од надпис кој е датиран од 14. век со име Димитрije, кој надпис го пишува во прво лице, односно самиот се представува како Зограф од времето на кралот Волкашин и неговиот син Марко, каде што од кој живопис може да се забележи дека се работи за вешт мајстор, кој живопис што го насликал бил со нагласена раскошност од прецизни оформени елементи, со квалитетни бои и нагласено естетско ниво, со особена светлина, со јасен израз на ликовите, кои му давале необична свежина на живописот, на комплетно насликаната внатрешност на црквата, со прикажани голем број библиски приказни, светители и библиски настани, кои ја прикажуваат библиската и христијанската историја и идеологија. Иако во надписот се споменува годината на живопишувањето на црквата, 1356 година, особен мали украсни траги на прозорчето од апсидата, нема било каква друга трага од живописот. На фреската на Свети Архангел Михаил се наоѓа и уште еден надпис, кој воедно е најстар документ во кој се споменува името на кралот Марко заедно со Никола Станоевич, кој бил војсководач во војската на царот Стефан Душан. Овој надпис, иако е познат во историографијата, до денес не е доволно искористен како документ од времето на кралот Марко, па дури и не е сосема идентификувана неговата содржина. Во историографските документи се среќаваат само делови од него, главно делот во кој се споменуваат имињата на двата историски лика, а другиот дел е расчитан само делумно.
Еден дел од надписот ни го предава археологот Ристо Груиќ, кој го датира од 1356 година, кој гласи: Придржаве Николе и Марка по смрти што родна го од цара Стефана. Додека пак споменатите имиња во овој дел од надписот, археологот Ѓорче Радојќиќ ги идентификува како Никола Станоевиќ, голем војсководач на царот Стефан Душан, и вториот, синот на кралот Волкашин Марко. Ваквото идентификување целосно го прифаќа и Коста Ѓиевски во неговата книга Пелагонија во средниот век, каде што забележал дека делот кој го прочитал Ристо Груиќ е помалку од половина од надписот, поточно кажано тоа е приближно 1/3 од него. Претходниот текст, кој започнува од левата страна на сводот, во ближина на основата, има подолга содржина во која се наведува за активноста која е преземена во храмот споменатата година, поточно речено зографисувањето на црквата, кое го направил зографот Димитрije. Во почетокот на текстот стои Димитрije Зограф, каде што јасно се гледа дека и надписот е негово дело. Во средината на текстот е запишано дека Зографот Димитрije дошол во храмот и го испишал, односно го насликал. Од сето ова претходно споменато се поставува прашањето како се нашли имињата на овие двајца благородници на црквата Света Димитрија во селото Дреново, кој документ говори за најраната политичка активност на кралот Марко. Според историчарите, овој документ е доказ за најраната политичка активност на легендарниот крал Марко, кој овде го среќаваме како управител на област во кралството на неговиот татко Волкашин. Оваа должност ја убавувал заедно со искусниот и познат војсководител на царот Стефан Душан Никола Станоевиќ. Има историчари кои го оспоруваат овој документ, односно го отфрлаат дреновскиот надпис како извор за политичката активност на Марко, тврдејќи дека на надписот не се работи за Марко, синот на Волкашин, туку за некој друг со исто име. Оспорувањето го прави рускиот историчар Евгений Наумов, кој од една страна како аргумент за тоа го користи датумот на раѓање на синот на Волкашин, тврдејќи дека Марко во 1356 година имал само 15 години и толку млад не би можел да биде поставуван за управител на област во кралството, а од друга страна, како аргумент ја зема годината на раѓањето на Марко, која со точност се уште не е потврдена со сигурни извори, каде што разликата во датирањето се среќава и до 10 години. Исто така, во изворните историографски документи од тоа време не е потврдено постоење благородници со вакви имиња, затоа рускиот историчар Евгений Наумов смета дека сепак како веродостоен извор треба да се земе целокупната животна дејност на легендарниот јунак и кралот Марко. Рускиот историчар Евгений Наумов, читајќи го овој надпис, вели дека името на кралот Марко е без титула, што значи дека во 1356 година тој немал титула, туку само бил назначен за управител на областа меѓу Пелагонија и реката Вардар, која ја управувал заедно со споменатиот војсководач Никола Станевиќ. Неговото мнение произлегува од споредбата што ја прави ктиторскиот надпис во црквата Света Недела во градот Призрен, каде тој е титулиран како млад крал, каде што овој надпис е прецизно датиран меѓу 1 септември 1370
и 31. август 1371 година и јасно упатува на времето кога Марко бил проглашен за млад крал, односно престолонаследник, од каде што произлегува дека неговиот татко Волкашин оваа титула му ја дал известно време пред битката на Марица, каде и загинал заедно со неговиот брат Јован Углеша. Исто така, оспорување на Дреновскиот надпис, историографите го засноваат и врз истражувањата на преостанатите документи и надписи, каде што тој беше титулиран како крал. Во црквата во манастирот Свети Архангел Михаел кај Прилеп, каде што е запишано: Во Христа Бога верен крал Марко. Во оваа црква е документиран уште еден надпис кој го забележал Љубиша Стојановиќ, кој е пронаѓен во урнатините на старата црква и зачувани се само делови од надписот, каде што е зачувана само дел од реченицата Крали Марко. Оспорувањето на Дреновскиот надпис од страна на историчарите продолжува и во надписот на Марковиот манастир кај Скопје, на сликарската представа на кралот Марко, на свитокот кој кралот го држи во левата рака, каде се потврдува дека кралот Марко бил ктитор на манастирот за неговата изградба и живопишување. Во истиот манастир стои уште еден надпис, ктиторскиот, во кој се споменува дека манастирот почнал да се гради во времето на Стефан Душан и кралот Волкашин, а дека бил завршен во времето на кралот Марко. На просторот на кој се протегало кралството на Марко, се среќаваат уште неколку документи и надписи во кои се споменува името на кралот Марко. Еден таков запис среќаваме во минеот број 163 од Хлудовата збирка, кој бил составен од дијакот Добре од прилепското село Маргари, каде се опишува времето кога Марко се смирил со својата прва сопруга Елена и со незиниот татко Радослав Клапен, кој е феудален господар од Костур. Името на крал Марко се среќава и на надписот во црквата Света Богородица Перевлепта во Охрид, на надгробниот споменик на неговиот роднина, охридскиот властелин Остоја Рајковиќ Уграчич, како и на записот на празничниот минеј пронаѓен во Марковиот манастир во Скопје. Кралот Марко, заедно со неговиот татко, кралот Волкашин, го има и на записот од манастирот Свето Преображение во Зрдже, кој датира меѓу 1395 и 1402 година, значи по загинувањето на кралот Марко во битката кај Ровине. Постојат уште два надписа на кои се споменува името на кралевите Волкашин и Марко, еден од манастирот Свети Никола кај Шишово, Скопско, и уште еден од Дебарскиот манастир Свети Јован Претеча. Веројатно е дека слични надписи постојат и на други места и дека во иднина ќе бидат пронајдени од истражувачите. Сите тие заслужуваат посебно внимание, бидејќи ја кријат вистината за историската и политичката улога на овој легендарен македонски крал на Балканот. Денешниот лик на Дрновската црква Свети Димитрија во своите записи ја забележал и Антон Стоилов во 1916 година, кога ја посетил како етнограф во втората бугарска армија, каде што наведува дека црквата нема живопис и тврди дека бил уништен во силниот земјотрес што се случил во 1555 година, чие негово тврдење се огледа преку денешниот изглед на црквата со обградени неколку сполии, особено на западниот зид. Двата зида, јужниот и северниот, се со известно отклонување на надвор по вертикала
со искривени рацепи, чие отклонување изнесува неколку сантиметри, што се гледа во попречните тавански греди, чии краеви при аглите се подизлезени од зидот. По должина, по средината, при аглите, оштетен е добар дел од градбата, вертикалата на самите зидови, иако за сега нема поголеми одронувања, сепак тие се доведени во опасност од многу поголеми оштетувања. Исто така, етнографот Антон Стоилов во своите записи на Дреновската црква во 1916 година го забележал денешниот лик на иконостасот со констатација дека првиот иконостас е изработен во 1356 година, кога е извршено и осветувањето на црквата, а денешниот е изработен во првата деценија на 19. век, кога црквата е преосветена, што може да се заклучи дека денешниот иконостас е со старост од околу 200 години. Се до првата деценија на 20. век, црквата Свети Димитрија била главен соборен храм во селото Дреново, а воедно била своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието не само во овој дел на Тиквишијата, туку и пошироко. Во овој храм и денес се наоѓаат значајни црковни предмети и книги. Во дворот на црквата се наоѓа и висока камбанарија со големо црквено ѕвоно. Од историографијата за Дреновската црква Свети Димитрија се дознава дека таа била приложена на рускиот манастир Свети Пантелеймон во Света Гора од страна на властелините Константин и Драгослав Драгаш, кои од 1378 година до 1380 управувале со Дреновската црква. Сакам да кажам дека секогаш кога зборуваме за духот, за божественоста, посакуваме да ја доживееме манастирската тишина и спокојството. И од тие причини, туристите кои што бараат духовност, практично бараат убави пејсажи и опуштена природа. А токму овие манастирски комплекси се градени во таква природа и во планински пазови. Би рекол една друга работа. Денес кога со светската економска криза бројот на туристите од сите сфери на туризмот на некој начин е намален, статистиките покажуваат дека овој така наречен верски туризам бележи раст. И денес имаме информација дека некаде околу 20% од купниот број на туристи во светот му припаѓаат на овој туризам, а тоа е некаде околу 200 милиони туристи. Дали навистина надписот над вратата на јужниот зид на црквата Свети Димитрија во селото Дреново, Кавадаречко, е најстариот документ во кој се споменува името на кралот Марко, заедно со Никола Станоевич, кој бил восководач во војската на царот Стефан Душан. Што се случувало низ вековите со ова импозантна црковна градба? Како настрадал целиот живопис и да исчезне, така речи, без трага? Дали се случил некаков погром во немирните времиња на продорот на османлиите на Балканот, или треба да му веруваме на Антон Стоилов, кој само направила дека црквата не страдала од земјотрес? Тоа е навистина тешко прашање и заслужува обстојно истражување за да го добиеме вистинскиот одговор. Да се надеваме дека во иднина и тоа ќе биде направено. Денес, местното население, односно жителите на селото Дреново, од време на време преземаат известни активности за да го уредат просторот околу црквата и да ја одржат градбата да им служи за верските потреби. Дали црквата Свети Димитрија во Дреново представува своевидна мистерија, почитувани мои, сето ова го оставам на археолозите, етнографите, антрополозите, историчарите,
кои ќе вложат и љубов, и труд, и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот.